Ги следите регионалните вести. Поранешниот хрватски председател Стипе Месич денеска со кандидатот за пратеник за хрватскиот парламент кој потекнува од Тетовско Идрис Сулемани остварија средба со градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Се разговараше за актуелните политички прашања, но и за предстојните избори во Хрватска, каде Сулемани ја застапува малцинската листа на кандидатите за пратеници. Кандидатот за пратеник за хрватскиот парламент Идрис Сулемани, подржан од поранешниот председател на Хрватска Стипе Месич, денеска ја продолжија политичката кампања во Тетовско. Ја посети општина Тетово, каде остварија средба со градоначалничката Теута Арифи. Разговаравме со вашиот сограѓанин Идрис Сулемани и граѓани на Хрватска кој се кандидира за хрватскиот парламент. Тоа би било за прв пат еден граѓанин на Македонија да биде пратеник во хрватскиот парламент. Тој ќе биде од албанска националност, но ќе ја представува групата од албанци, македонци, босанци, црногорци и словенци. Сакам да ви се обратам и да ве поздравам сите. Као што знаете, јас сум кандидат, еден од кандидатите од албанската листа, во листата каде се албанци, бошњаци, македонци, словенци и црногорци. Мислам дека сум потенцијален кандидат и дека овој пат во историја, прв пат, ќе влезе и ќе победим и ќе бидем еден од тие кој ќе брани интересите на сите ова малцинства во Саборот на Република Хрватска. Јас сакам да ги поздравам и македонското малцинство, тие кои имат право гласа, оти овој пат е и на моја среќа, затоа што македонците овој пат немат свој кандидат во Хрватска, така дека мислам и очекувам дека ќе ми дадат поддршката, затоа што на крај крајва јас сум потек од Македонија, тука живеем и ви се обраќам на македонски јазик. Ве молам на дените на изборите на 8 новембар, гласете број 11, сигурно ќе бидем спремен као сите другите малцинства, ќе ви бранам, 24 сата ќе биде на располагање. Фала многу. Поранешниот хрватски председател Стипе Месич е сигурен дека Сулемани ќе го освои единственото пратеничко место во хрватскиот парламент, предвидено за малцинствата. Па јасно да има, чим га ја поддржавам. На средбата се разговараше за актуелните случувања во земјата, но и за интеграцијата на Македонија во Европската унија и НАТО. Сакам да ја користам приликата да искажам особено задоволство за фактот што денеска гостин во општина Тетово е поранешниот председател на Република Хрватска, господинот Месич, кој не удостои со своето присуство тука. Нормално он е еден голем пријател на нашиот град и на граѓаните на Македонија. Во Тетово денеска се наоѓа за да ја промовира неговата книга, која се поврзува со нашата заедничка прошлост, за која секогаш има простор за дебата и нормално ни беше задоволство да можеме да разговараме за многу прашања. Меѓу другото се согласивме дека прашањето на членство во Европската унија останува еден висок стратегиски приоритет за нас како земја. Он тука денеска беше заедно со новата амбасадорка на Република Хрватска во Македонија и со еден од кандидатите за Хрватскиот сабор од Македонија. Му посакуваме успех, би било големо задоволство да еден наш сограѓанин нормално да има успех за да влезе, тоа би бил историски чекор значи во Хрватскиот сабор. Кандидатот за пратеник за хрватскиот парламент Идрис Сулемани попладнево ќе оствари средба со жителите од Челопек, каде има голем број семејства кои имаат хрватски државјанства. Поранешниот хрватски председател Стипе Месич одговори на неколку актуелни прашања од земјава и регионов. Избегличка криза. Кризата со бегалците не може да се реши само со помош на бегалците. Секако на нив треба да им се помогне максимално, но кризата треба да се реши од изворот, односно каде истата настанала, а тоа значи со политички средства, не со војна. Тоа на сите не изненади, го изненади светот, особено оние кои ја создадоа оваа криза, не ги зедоа предвид последиците. Најлесно беше да се урне Гадафи, но што сега имаме во Либија? Имаме 5 племиња кои војуваат меѓу себе, имаме 2 влади и една полиција која го чува аеродромот.
Тоа што се случува во Македонија со политичката криза не е случај само за Македонија. Такви прашања има во сите земји и тоа се прашања кои мора да ги решат самите политичари и политичката елита во Македонија. Треба да реши оваа ситуација, дека таа ситуација премногу ја оптеретува не само Македонија, туку и Европа. Јас мислам дека ќе биде многу тесно за изборите во Хрватска помеѓу двете групи, една сегашната која водат демократите, а друга која водат најголемата опозициона странка ХДЗ, и мислам дека ќе биде доста тесен резултатот, а владата ќе ја состави оној кој ќе има подобар коалиционен капацитет. Поранешниот хрватски председател Стипе Месич на Државниот универзитет во Тетово денес ја промовираше авторската книга Како се распадна Југославија. Во книгата се содржани неговите размислувања за причините поради кои се распадна Сојузна Федеративна Република Југославија. На Државниот универзитет во Тетово денес беше промовирана авторската книга на поранешниот хрватски председател Стипе Месич Како се распадна Југославија. На промоцијата присуствуваше лично Месич, кој рече дека во својата книга ги изнел своите размислувања за тоа кои се причините поради кои се распадна Сојузна Федеративна Република Југославија и какви поуки треба да извлечеме од тоа. Југославија имала три главна интегративна фактора. Беше само прашање на време кога ќе се распадне Југославија, затоа што таа како целина се одржуваше благодарение на три интеграцијски фактори. Едниот беше харизмата и политичката волја на Јосип Броз Тито, другиот беше единствената комунистичка партија и третиот беше југословенската војска. Кога Тито замина од животната и политичка сцена, кога се распадна комунистичката партија на нејзиниот конгрес, не се постигна нов договор што понатаму доведе до распад на државата. Единствениот начин беше конфедеративен модел кога сите републики би прогласиле независност и истовремено би склопиле договор за конфедерација. За жал таков договор никогаш не е прифатен. Некои заговараат за повторно обединување на Југославија, но зошто би имало трет опит, трето експериментирање, кога првите два завршиле крваво. Како што истакна поранешниот хрватски председател Месич на денешната промоција на неговата книга, иднината на балканските држави треба исклучиво да се врзува за Европската унија. На промоцијата денес присуствуваше и кандидатот за пратеник во Хрватскиот парламент Идрис Сулејмани. Продолжение на третата седница на Централното собрание одржа вчера партијата за демократски просперитет. Во пресред на конгресот на партијата закажан за идниот месец донесени беа неколку одлуки. Централното собрание на ПДП вчера ја продолжи третата седница, која што беше прекината на 17 октомври, а како што информираат од партијата, собранието продолжило со работа по одлука на Централното председателство на седница по иницијатива на 2/3 од вкупниот број на председателството и истата ја водел председателот Неџат Беџети. На седницата на Централното собрание, на која присуствувале повеќе од 2/3 од вкупниот број на членови, едногласно била потврдена одлуката на Централното председателство за составот на Комисијата за информирање и за подпредседателот за координирање Фато Налите. Собранието донело и едногласна одлука согласно член 66 и 66а од статутот на партијата, со која бил усвоен амандман за измена и дополнување на статутот, со кој се брише член 64 на статутот и првиот параф од член 65. Со овие измени и дополнувања се укинува досегашната функција председател на Централното собрание, што подразбира и разрешување на досегашниот привремен председател Мухамед Халили, кој што останува член на тоа тело. Собранието го обврза Централното председателство за овие измени да подготви образложение согласно статутот за верификација на наредниот конгрес, кој треба да се одржи во декември оваа година во пресред на предвремените парламентарни избори, пишува во партиското соопштение. Поради сезоната на грип, управата на гостиварската болница забрани посети на пациентите после 19 часот навечер. Дограѓаните апелираат да се почитуваат мерките за да се спречи ширењето на вируси и инфекции. Со оглед на тоа што ни доаѓа зимската сезона, а и престојната сезона за грип, еден апел до сите граѓани, поради безбедноста на сите пациенти во Општа болница Гостивар, ќе бидат забранети посетите во ноќните часови и тоа после 19 часот. И замолувам сите граѓани да имаат добро разбирање за оваа мерка што ја превземам, инаку посетите секојдневно ќе може да се обават во термините од 1 до 3 сатот. За оние пациенти
кои би сакале да имаат придружник, ќе им се издадат посебни картички, каде што тие ќе можат за своите најблиски да се движат слободно во болницата. Верувам и очекувам на добро разбирање на граѓаните. Значи, со овие мерки одиме од превентивен аспект да се забранат и вирусните инфекции во нашата болница. Во Гостивар вчера по четврти пат се одржа манифестацијата Етно вешта жена. Учесничките на етно трпезата изложија традиционални јадења подготвени по старински рецепти. Јадењата беа ставени на лицитација, а собраните пари ќе се искористат за организирање забава за децата од дневниот центар во Гостивар. Зачувување на традицијата и потсетување на вкусните јадења по старински рецепти. Со оваа цел вчера во Гостивар се одржа манифестацијата Етно вешта жена. Годинава во подготовката на едно трпезата учествуваа 8 гостиварки кои успеа да направат најразлични јадења, десерти, пити по рецепти наследени од своите баби и прабаби. Жените спрема многу убави специјалитети, можам да издвоам неколку од нив, тоа се гостиварското колпите, бакарданот, потоа традиционалните мекици, многу убави сладки работи направени во етно стил. Многу им благодарам и се надевам дека и многу години во нашиот град ќе обстојува манифестацијата Етно вешта жена. Благодарност на сите жени што ја поддржуваат оваа манифестација и се надевам дека и понатака ќе бидат дел од нашите дружења што ќе ги одржуваме преку вешта жена во градот Гостивар. Дел од овие специјалитети што се приготвени денес на Етно вешта жена ќе се употребат во печатењето на книгата на рецепти, каде што во таа книга ќе има и гостиварски рецепти. Замислата и пораката е дрво без корен и држава без традиција. Значи тоа е една утопија во која што не можат да се пронајдат никој, па не и вештите жени. Вештите жени со својата поддршка планираме преку овие етно специјалитети да допрат до младите и да ја пренесат понатака традицијата. Затоа што традицијата се пренесува само преку овие јавни настапи, само преку она што во семејството ќе продолжи да се користи. Организаторите на манифестацијата и дадоа белег на хуманост и солидарност. Така јадењата од етно трпезата беа ставени на лицитација, а собраните пари ќе се наменат за организирање забава и дружење со децата со посебни потреби од дневниот центар во Гостивар. Сакаме да порачаме дека на тие дечиња им се потребни љубов и внимание. Ке им приредиме заеднички роден ден на кој сите ќе се радуваат, рече Стојановска. Нашата идеја за поддршка на децата со посебни потреби не е дека во 365 дена е важен само 3 декември децата на со посебни потреби, значи со хендикеп. Нашата идеја е, а и пораката на мајките што имаат такви дечиња, дека за тие дечиња секогаш имаат и храна, и облека, и внимание од страна на семејството. На тие дечиња им е потребна дополнителна љубов. Таа дополнителна љубов со собраните средства, што ја правиме како забава, и тој ден е роден ден на сите деца, се прави и торта. Караванот на Етно вешта жена ќе продолжи во Тетово, каде настанот е закажан за 11 ноември. Приведени двајца тетовци поради поседување непозната тревлива материја. Во домот на едниот од нив пронајдени се 29 кисички, најверојатно со марихуана. Две лица од Тетово се приведени поради поседување марихуана. Завчера вечер половина час пред полноќ на улица Гоце Делчев во Тетово забележано е патничко возило Пежо со тетовски регистерски таблици, што го управувал 23 годишен тетовец, а во кое се наоѓал 23 годишник од населбата Дреновец. Кога стигнал пред неговиот дом, тетовецот слегол од возилото и од натрешноста на метален олук извадил бело најлонско ќесе со непозната тревлива материја. Двајцата се приведени и задржани во полициската станица Тетово, откако претходно во дворот од куќата биле пронајдени уште 4 зипер кесички или вкупно 29 вакви кесички, додека во возилото е пронајден и нож. Сето пронајдено е одземено, фотодокументирано и ќе се вештачи, а приведените нешто подоцна се пуштени. По целосното расчистување на сите поединости ќе следуваат соодветни поднесоци, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово.
Две сообраќајни незгоди регистрирани во полицискиот билтен. Во првата полесно повредени 2 лица, додека во втората причинета само материјална штета. Сообраќајна незгода се случила вчера околу 3 часот и 30 минути на улица Иво Лоларибар во Тетово. Патничко возило Форд Мондео со тетовски таблици што го управувал 36 годишникот Слатино, загубило контрола, излетало од коловост и удрило во деловен објект на тетовска фирма. Од излетувањето и удирањето возачот и сопатничката од возилото, 37 годишна гостиварка, задобиле телесни повреди, пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Извршени увити се утврдуваат причините и другите поединости поврзани со несреќата. Првично причина е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, додека вкупната материјална штета се проценува на 300.000 денари. Вчера пак околу 20 часот на автопатот Гостивар Тетово во непосредна близина на клучката за камењане, патничко возило Рено Ксеник со странски регистерски таблички налетало и удрило во диво животно зајак. Нема повредени во возилото, а материјалната штета се проценува на 3.000 денари. По извршениот увид се расветлуваат сите поединости поврзани со оваа сообраќајна незгода. Причина за незгодата е необезбеден коловоз. Посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц во интервју за грчкиот весник Катимерин изјави дека е време да се реши спорот со името меѓу Грција и Македонија. Тој нагласува дека проблемот со бегалците, терористичките закани и економските тешкотии со кои се соочува Југоисточна Европа се дополнителни причини поради кои неговото решавање е од суштинско значење. Во текот на минатата година, како што наведува Нимиц, прашањето за името не било меѓу приоритетите, бидејќи двете земји имали и други важни прашања, но сега според него е време сите со поголем интензитет да се фокусираат на оваа тема. Нимиц порачува и дека е убеден и проблемот е решлив и дека процесот мора да се забрзи и во него да се вклучат и лидерите на двете земји. Цените на бензините и на дизел горивата од ноќеска на полноќ се намалуваат за 1 денар по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати за 3,46, односно 2,02%. Новата малопродажна цена на Евро Супер БС 95 изнесува 62 денари за литар, Евро Супер БС 98 ќе се продава за 64, Евро Дизел ДЕ5 за 49,5, а екстра лесното масло за домаќинство за 38 денари за литар. Управата за јавни приходи информира дека од средината на месецов ќе почне со присилна наплата на неплатените сметки за радиодифузна такса. Од УЈП ги повикуваат граѓаните кои имаат заостанати долгови за радиодифузна такса да ги платат во најкраток можен рок, со цел да не се изложуваат на дополнителни трошоци за присилна наплата и блокирање на нивните сметки. Дополнително од управата посочуваат оти граѓаните ќе можат да извршат плаќање по електронски пат за да не чекаат на шалтери. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган го повика целиот свет да ја почитува волјата на турскиот народ по парламентарните избори во земјата на кои победи неговата партија на правдата и развојот. Според него волјата на нацијата се покажала во корист на стабилноста. Тој повика на единство и сите да бидат браќа и едно во Турција. Партијата на правдата и развојот освои речиси 50% од гласовите, доволно за да го има мнозинството во парламентот со 550 места. Руската авионска компанија Когалимавија, чиј авион се урна во Египет, при што загинаа сите патници и екипаж, соопшти дека несреќата не била предизвикана од техничка или човечка грешка. Заменикот на директорот на компанијата Александар Смирнов изјави дека несреќата може да биде резултат само на други технички или физички надворешни активности. Авионот пред 2 дена се урна кај Синајскиот полуостров. Сите 224 луѓе во авионот, од кои повеќето руси, загинаа во несреќата. Авионот леташе од Шарм ел Шејк кон Санкт Петерсбург. Авионот на Руското министерство за вонредни состојби со 144 тела на загинатите во авионската несреќа во Египет слетал утрово на аеродромот во Пулково во Санкт Петербург, соопштуваат од ова министерство. Другиот авион ќе стигне вечерва, а идентификацијата ќе започне денес.
Од денес Романија е во 3-дневна жалост поради фаталниот инцидент во кој загинаа 27 лица. Во текот на денот вчера десетици отидоа до местото на трагедијата за да остават цвеќи запалена свеќа, вклучувајќи го и романскиот председател Клаус Јоханис. 27 лица загинаа, околу 200 се во болница откако пожар зафати дискотека во Букурешт. Огнот избухнал малку по полноќ за време на концерт на групата Goodbye to Gravity. Се смета дека пожарот е предизвикан од пиротехнички средства кои биле запалени во просторот, иако групата немала официјална дозвола за тоа. Сцената се запалила за секунди и пламените стигнале до таванот. Дрвената конструкција се урнала врз луѓето кои се задушувале од густиот чад. Премиерот на Германската сојузна покрајина Баварија и лидерот на Христијанско-социјалната унија Хорст Шефер, кој е најголемиот критичар на германската канцеларка Ангела Меркел по прашањето за бегалците, задоволен од компромисот постигнат меѓу германските десничари за време на викендот. Иако канцеларката не го испочитува барањето до вчера да биде преземена конкретна акција во врска со бегалците, лидерот на оваа унија е задоволен од заедничкото соопштение испратено од двете сестрински партии во врска со бегалците. Преговорите меѓу двете партии продолжуваат во четврток, а баварските конзервативци инсистираат Берлин да преземе мерки со кои ќе биде запрен бранот бегалци. Во утринските часови денес имавме студено време, а во текот на денот претежно сончево, попладне со мала до умерена облачност. Утринските температури се движеа од 5 до 9, а дневните од 10 до 16 степени. За утре метеоролозите најавуваат сончево и потопло време со мала до умерена локална облачност и со слаб ветер од променлив правец. Утринските температури ќе се движат од 6 до 10, а дневните од 11 до 19 степени. Тоа беше се што ви подготвивме за денеска. Ви благодариме на вниманието и пријатно.